Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за дебелина и физичка активност кај децата. Мој гостин и соговорник на оваа тема е професор доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје. Професоре, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Благодарам за поканата, Александар, и секогаш е пријатно да се биде во вашето студио, особено вака со нов лик. Така, ви благодарам. И темата што ја одбравме станува од година во година и од месец во месец се поактуелна, затоа што навистина гледаме и се приметува тоа дека имаме се повеќе деца, ајде да не ги наречам дебели, но со прекумерна тежина, а вие постојано во континуитет како Институт за јавно здравје и вашиот оддел, односно одделение, ги следите бројките и анализите. Што покажуваат последните статистики? Се зголемува ли бројот и вака официјално на бројот на дебели деца во државата? Дебелината станува јавно здравствен предизвик број 1 во светот, па и кај нас, би рекол, затоа што веќе состојбата е таква и на светско, и на европско, па еве и на државно ниво кај нас, што веќе таа ситуација не може да се игнорира и само да се посматра, да се обсервира, туку веќе станува и болест и ризик фактор кој што бара некаква акција. За жал бројките не се охрабрувачки, ние неодамна ги објавивме податоците од 6-тото собирање на податоци од иницијативата за следење на дебелина кај децата во Европа, во која учествуваме од 2010 година, секои 2 или 3 години, во зависност од тоа како ќе се договориме на европско ниво, кои што покажуваат дека трендот на раст продолжува кај состојбата и на зголемена телесна тежина и на дебелина кај децата. Ние сме фокусирани на децата од училишна возраст, така што таа ситуација и натаму станува се посериозна и посериозна. Опште, веќе сме зборувале за тоа, фактот дека 1/3 од децата во држава од 7 години, на училишна возраст, ние ќе сме фокусирани од 7, меѓутоа во таа иницијатива, а ние како Институт за јавно здравје следиме и други возрасти, надвор од таа иницијатива, и гледаме дека околу 1/3 од децата ни се со зголемена телесна тежина или дебелина. Значи, жонглираме, би рекол, околу таа бројка секоја година, меѓутоа таа секоја етапа на мерење полека се зголемува. Податоците кај децата со зголемена телесна тежина, што вклучува и дебелина, значи ние имаме некои параметри кои што ги мериме и заедно и посебно дебелината, тие континуирано се зголемуваат и кај машките и кај женските деца. И имаме тренд на раст. Она што охрабрува е состојбата само со дебелина. Ние бевме една од земјите долго години во Европа која што има во таа фракција на деца кои што се со прекумерна телесна тежина, фракцијата на деца кои имаат дебелина ни беше меѓу највисоките во Европа. Да. Заедно со Малта, со Грција, со Италија, имавме највисок сегмент од таа бројка на деца кои што имаат само дебелина. Охрабрувачки во овој момент е дека таа ситуација има кај женските плато, а кај машките веќе и намалување, така што вкупниот број е зголемен, меѓутоа е зголемен во оваа фракција на деца кои што се со зголемена телесна тежина и дебелина, значи, само со дебелина ни се намалени, така што ете тоа е една охрабрувачка вест која што ја имаме со новите податоци кои што ги обработивме, а кој што за месец или два најдоцна мислам и ќе излезе и европскиот извештај во кој што ќе имаме комплетна. Значи охрабрува што прекумерната тежина не преминала во дебелина. Ете така. Сме во некоја таква фаза и се надеваме дека А која тенка ли е границата, линијата? Да, тенка е границата, еве да пообјасниме и на гледачите накратко. Параметри кои што се етаблирани на светско ниво во 2007 и 2008 година, се викаат стандарди и референци за раст кај децата. Ние кај децата од 6 до 9 години на кои што сме фокусирани во оваа иницијатива се референци за раст, и во тие референци за раст имаме посебен индекс кој што се вика Body Mass Index за возраст, за разлика од
возрастните како Така, нас, да. да речеме, кои што имаат само body mass index, кои што не ја зема возраста кои што не ја зема предвид вредности според годините. Кај децата ја зема предвид и возраста, и така што определени девијации на тој индекс ни покажуваат каде можеме да го класифицираме тоа дете во однос на неговиот нутритивен статус. Освен бројките ги истражувате и причините, односно што тоа доведува до вакви загрижувачки, би рекол, податоци на деца со прекумерна тежина и дебелина уште од најрана возраст. Кои се најчестите причини? Тука нема некои нови, би рекол, вака фантастични откритија. Причините се поврзани најчесто со храната што се консумира, времето кога таа се консумира, количината како се консумира и практикувањето на физичката активност. Кај нас кај популацијата, кај деца, бидејќи во посебен прашалник ги истражуваме навиките, при тоа се фокусираме на повеќе навики, например навиките за спиење. Да. Ги прашуваме родителите од кога тоа дете дали било доено и колку време било доено, затоа што имаме доволно, би рекол, количина на докази кои што ни покажуваат дека дури ексклузивното доење од 6 месеци е поврзано со пониски стапки на зголемена телесна тежина и дебелина кај децата во подоцнежната возраст. Така што правиме ние компилација од тие сите податоци кои што ги добиваме, и сепак из храната која што е богата со калории, а сиромашна со нутриенси, викаме, со нутриенти е најголем ризик. И тој дисбаланс со внесување на голема количина на храна која што не нуди ништо освен калории, како што се голема количина храна која што има голема количина на шеќери, навика на пиење на засладени безалкохолни пијалаци, секако и брзата храна и невнесувањето на доволни количини, она што е препорачано, значи наместо да се пијат безалкохолни засладени пијалаци, ладни чаеви и така натаму, да се пие вода како главен извор на хидратација, или да се количината на сол која што ја користиме, која што исто поврзана со големен број на ризици, да се заменува со други растителни, да речем, зачини кои што може да ја заменат солта. Но кај децата е обратно сето тоа. Секако, кај децата е обратно, затоа викам дека децата не можеме, ние зборуваме за децата, а всушност зборуваме за нашите навики, навиките на родителите и на оние кои што пресликуваат навиките. Така, кои што всушност го оформуваат начинот на кој што тие деца генерално и ќе живеат, не само како се хранат, туку како и живеат. Така што она кое што ние го прикажуваме како ситуација кај децата, ние сакаме повеќе да ја рефлектираме и да одзвони во јавноста како нешто на кое што ние како родители да, многу добро знаеме, но во пракса не го применуваме. Или поретко, да. Кога ги знаеме решенијата, би требало што повеќе да се трудиме да ги имплементираме во секојдневието. Затоа што клучно кај дебелината како ризик фактор е и целата работа всушност наша може да се сведе на тоа да се спречи, да се превенира, односно да се појави подоцна во животот. Не сакаме предвремена појава на определени ризик фактори или на определени болести. Не е исто дете да почне да живее со еден таков ризик фактор кој што може значаен дисбаланс да направи во организмот на 8 години, на 12 години, или да почне на 45 години, да речеме, не знам, на наша возраст да се појави таа ситуација. Многу е помало оптоварувањето и многу повеќе капитал позитивен ќе створи тоа дете, доколку живее во еден нутритивен статус кој што е балансиран, антропометрија која што е соодветна на неговата возраст, доколку живее подолг период од својот живот во онака како што се препорачани вредности на овој body mass index за возраст или подоцна само body mass index, тогаш и појавата на ризикот, подоцнежната појава на ризикот него ќе му дозволи тој капитал кој што го створил позитивен во животот да го искористи понатаму во подоцнежна возраст за балансирање на тие ризици. Затоа што некои работи ќе се појават. Дебелината можеби не. Да, тука и генот може би игра улога. Со старењето нешто ќе се појави. Ќе се појави зголемен крвен притисок. Мислам, нашите крвни садови не се исти сега или кога сме биле деца и нема да бидат за 20-30 години се живеело на друг начин. Меѓутоа пак нашиот коскено-мускулен систем кој што е значајно афектиран од зголемената телесна тежина и дебелината.
зглобовите, оптоварувањето врз зглобовите, кој што ако сте почнали да го оптоварувате на 7 години или на 8 години, ако сте почнали на 50 години, не е исто. Така што зборувањето за дебелината, спречувањето, превентивните активности кои што ние ги форсираме се во таа насока. Луѓето да живеат што подолго со што помалку ризици. Затоа да се пролонгира тој процес на дебелење што подосна во животот. Така е. Или да се избегне ако се успее во тоа, но многу тешко. Да се избегне, секако тоа е. Така, ќе ги поканеме тука и гледачите почитувани, доколку имате прашање за денешниот мој гостин и соговорник професорот Игор Спировски од Институтот за јавно здравје. Говориме на тема дебелина и физичка активност кај деца, што да се преземе за да се подобри оваа состојба. Може да се јавите на добро познатиот телефон кој веќе го имате и на кајронот на вашиот екран. Професоре, во очекување на прашањето од нашите гледачи, уште еднаш околу статистиката, се среќавате ли со фрапантни бројки, например, еве, дете на 10 годишна возраст да има 80 па дури 100 килограми, бидејќи правите и поединечни истражувања и сето тоа го сумирате во еден просек. Така е. Во податоците кои што ние ги гледаме и кои што ги кога го одиме на терен и кога мериме, секако дека се среќаваме со таква ситуација. Кога почневме да ја актуализираме ова, да речам, проблематика и преку вас медиумите, одгласот меѓу луѓето беше па немаме проблем, зошто за тоа зборувате. Нормално, еве, тој растечки тренд продолжува, кога почнавме да мериме, можеби не беа тие преваленции, односно ситуации со бројки со деца кои што живеат со овој ризик, меѓутоа со време тоа се зголемуваше и сега повеќе, да речам, и наставници, родители со кои што разговараме, ни веќе се свесни за ситуацијата, затоа што и тие кажуваат веќе сега и со голо око, затоа што тоа се финеси. Некој дете кој што некој кој што не се занимава со оваа област и кој што му изгледа дека е окей, да речем, мене не ми изгледа така и кога ќе го измериме ќе се покаже дека тоа дете има ризик, а сега веќе и луѓе кои што се работат со децата се многу посвесни и веќе забележуваат дека во бројот на, не знам, има 20-25 деца, ме ги забележуваат, велат дека 3-4 деца ни се сериозно со зголемена телесна тежина или со дебелина. Ако измериме, тоа ќе бидат 30% од тие, нема да бидат само 2-3. Меѓутоа, да, се среќаваме и она што е важно, Александар, кое што сакам да го спомнам, дека не само ние што сме свесни за ситуацијата, и децата кои што го имаат тој ризик се многу свесни. Најголем број од нив, кога одиме на терен, со мерењата и така натаму, се свесни за ризикот и свесни се затоа што во наше општество, сакав да признаеме или не, постои едно ниво на стигматизација. Стигматизацијата ќе проговориме, да, сакам. Свесни се за таа стигматизација и дури потешко успеваме, како да речам, да ги ставиме на вага за да ги измериме. Затоа што мора согласност нивна и на родителите за да се направи тоа мерење. Меѓутоа, можам да кажам дека свесноста генерално на општествено ниво е зголемена во државата, па и во светот. Добар сигнал е тоа. Да. Тоа е добар сигнал. Но уште да се поработи на механизмите на превенција, за кои ќе проговориме и подоцна во емисијата, но да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ваша гледачка е поздрав до вас, до докторот. Имам едно прашање. Детето ми е 11 години. Во овој период даваме витамини D3 и витамини имуносопрот. Дали, затоа што се слушаат гласени вака кога комуницираме, витамините поправаат. Па сакам совет од доктора дали се добри витаминиве или... Не слушнав само што беа вторите, кажавте B3 и што друго? Да, самбукол, самбукол кит, витамин С. Так. Не, видете, витамините немаат енергетска вредност и не влијаат врз појавата на зголемена телесна тежина и дебелина кај децата. Да, се слуша дека имаат апетит отвараат или зголемена потреба од храна. Тоа може да биде последица, меѓутоа многу е веројатно дека тоа не е од тоа што ги пијат витамините и минералите. Она што ние секогаш го советуваме е
сите витамини и минерали најдобро се земаат од храната. А витамините и минералите кои што особено во зимскиот период како заштита од настинки и така натаму, тие не се поврзани со дебелината, туку да го заштитат детето можеби од некои ризици во овој респираторни, особено во овој период. Да, и пожелно е овој период. Така што не е тоа од витамините кои што се консумираат и од минералите. Не може да предизвикаат сериозно зголемување на килограмите. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Сакам да поставам едно прашање. Имам едно детенце со Даунов синдром. Неговата телесна тежина во моментов е 40 килограми, а има 11 години. Единствено има проблем со тироидната жлезда. Пред кратко време откривме дека е намалена неговата функција. И сега би сакала докторот да го прашам дали непостапувањето по проблемот за кој што велиме дека е со тироидната жлезда допринесол да има поголема телесна тежина и дали смета дека е дебело фактички детето. Килограмите според возраст. Ви благодарам, ќе добиете одговори, совети, препораки, секое добро? Видете, сега ја не можам да кажам детето дали е со зголемена телесна тежина и дебелина, затоа што прво треба да видиме и да се измери, да се види неговата висина и така натаму, не би шпекулирал во таа насока. Меѓутоа, проблемот со тироидната жлезда мене ми личи дека ова е некој тип на хипотиреоза, значи намалена активност на тироидната жлезда може да доведе до намалување на сите метаболички процеси и заради тоа може тој вообичаен метаболизам кој што бил пред појавата на таа ситуација малку да го успори и да направи пореметувања во тој баланс на потрошувачка и на внесина излез, да речам, на тој калориски сооднос. Тоа може да биде проблем, меѓутоа не мислам дека тоа е главната причина. Најдобро да се обратат, да го искомуницираат со лекарот кој што го следи детето, да видат дали има некакви други промени. И ако е само хипотиреозата проблем, тогаш да се обратат на ендокринологија на детската клиника, има посебен модел. Да. Нема зошто таа да не се лекува без разлика на специфичната состојба на детето. Тоа не е никаква пречка за тоа да се нормализира функцијата и да. Меѓутоа сепак пак ќе речам треба да се повеќе параметри за да се и да се внимава да се проба да се направи баланс во однос на тоа со каква колкава и количина и каква комбинација на храна се консумира за да може да тој баланс да се одржи. Меѓутоа пак ќе речам секогаш викаме првите работи прво, нели она first things first, што е поприоритетно. Она што е поприоритетно тоа треба да се гледа, а доколку дебелината е причина треба да се знае и ако е последица на некоја ситуација исто така треба да се знае. Меѓутоа тоа треба да се детектира. Така е. Да го слушаме следниот гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Во програма сте, повелете. Јас имам 13 годишна внука, така, која што е висока 162, а тежина 44 килограми. Не еде многу, меѓутоа јас мислам како баба дека тоа е малце за нејзината висина. Што мислите вие, докторе? Ви благодарам, да, ќе добиете препораки и совет од професорот. Секое добро и вам и на внукичката. Видете, ситуација во која што нема зголемена телесна тежина и дебелина, нас не загрижува доколку тоа не е состојба на подхранетост. Во оваа ситуација не ми изгледа дека има состојба на подхранетост, затоа што чим се јавува загрижена баба, таа веројатно е онаа која што исто така се грижи и за исхраната на својата внука. Така што доколку нема појава на зголемена телесна тежина или дебелина, нам прв приоритет ние
Без разлика како изгледа тоа дете. Нам прв приоритет ние да нема заостанување во големената телесна, во телесната тежина и во телесната висина. Значи можат да бидат и акутни или хронични. Јас мислам дека овде не се работи за тоа, доколку има некој сомнеш, пак ќе речам и од родителите и од бабата и така натаму, не е на одмет да се направи уште една проценка, меѓутоа јас не би се грижел за девојчето кое што не е подхрането, не е подхрането и нема зголемена телесна тежина и дебелина. И секако нема некои други хронични проблеми за кои што ние не знаеме. Меѓутоа не охрабрувам да не се секирате и меѓутоа доколку се сомневате, во секој случај може тоа да се провери. Уште кај педијатар матичен лекар за да се затоа што рече дека 13 години може. Уште малолетен на педијатриските оделенија. Да вклучиме уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Се извинувам едно прашање до докторот, значи имам 54 години, имам 3 бајпаса на срце и боледувам од диабетис. И имам 98 км и 70 сум висок и пием метформин и Жардиан 10 милиграма и метформин 1000 саба или вечер. За диабетис. И сега нешто као на диета сум, као нешто се намалувам со храната, меѓутоа во последниот месец дена многу ми пукаат кожата на прстите. Дали тоа недостиг на некој витамин и што би требало да појачам? Да, ви благодарам. На прсти веќе ноктите ми пука кожата нон-стоп. Ставам креме, тоа, меѓутоа. Да ја хидрирате. Ви благодарам, да. Видете, тоа може да биде компликација од диабетот и сигурно тоа го бидејќи пациент, претпоставувам дека е што ме на терапија, веројатно е следен. И мислам ендокринологот или колегата кој што го интернистот кој што ја лекува својата примарна болест би можел да му даде насоки во однос на тоа. Насоки кои што не би биле во, како да речам, во негативен сооднос со лековите кои што ги пие. Значи, лекарства кои што може би веројатно некакви додатоци на исхраната, кои што протеинската компонента во неговиот организам би ја зголемиле за да може да не се случува таа кртост на ногти, на веројатно и на кожата и така натаму да се појавува. Меѓутоа, тоа мора во консултација со колегата интернист или ендокринолог кој што го води, за да може тоа да се одвестува со терапијата и да не ја компрометира примарната терапија. Инаку, јасно е дека има зголемена телесна тежина, дебелина кај овој човек и тоа мора да се реши со баланс во исхраната. Состојби, да, срцеви проблеми со бајпаси, промена во исхраната мора да има и притоа таа промена, ја го по неговиот глас можам да почувствувам дека тој многу не е комотен со промената што се случува, таа промена мора да биде перманентна. Значи не сега во моментот ќе се смени, па кога ќе биде подобро, ќе се вратиме на старо. Не. Промената во исхраната треба да биде, се случува и останува за секогаш. Како откажување од цигарите. Ќе оставаме цигарите и не пушиме. Не е тоа сега ќе се вратиме, па ќе се почувствуваме подобро, па ќе се вратиме на некои стари навики, не. Во содејство со својот матичен лекар, со својот ендокринолог, мора таа промена да се прво да се насочи, а второ да се оди по таа патека без да се застранува. Да се смени стилот и начинот на живот. Комплетно менување. Едноставно, да. Кога говориме за дебели на вишок килограми, секогаш има интерес, има и јавување, да слушнеме уште неколку гледачи почитувани во програма. Сте повелете. Добар ден. Ве слушаме. Во програма сте повелете. Добар ден. Добар ден. Јас се јавувам од Тетово. Повелете со прашањето, да. Сакам да ти кажем, внук ми има 5 години, а има 60 кила. 5 години 60 килограми. Да. Во фамилијата имате некој со вишок килограми? 60 килограми, да. А во фамилијата, таткото, мајката, бабата, дедото? Нема никој така крупни, нема ни еден. Детето е посебно некако и биле на испитување да испитуваат за шеќер да нема, за срце
не му наше ништо. Па што може да се направи? Само диета, викат. А како може на дете мало да се држи таа диета, ме интересира. Ето, тоа е еден сериозен проблем. Добрата вест е дека нема други пореметувања, затоа што на 5 години ние до 5 години воопшто не ни помислуваме за некои режими на исхрана, затоа што тоа дете има посебни, децата до 5 години прво се многу ранливи на промени, уште не е не се воспоставени сите механизми, контролни механизми на кои што ќе дозволат баланс на нутриенсите во организмот. Значи до 5 години не практикуваме да очекуваме дека ќе има некој режим на исхрана кој што нема да му ствара ризици. Тоа е сепак мало дете, иако мислам до 3 години ги кажам мали деца, над 3 години веќе се деца. Решението е тоа, да пробате. Јас би сакал да кажам дека кога добро беше прашањето на Александар дека да се исклучи генетиката, да не има ситуација дали е иста во семејството. Меѓутоа промените кај детето треба да бидат и промени во целото семејство. Ако сакаме да имаме успех кај детето не треба да се смета осамено и да се чувствува изолирано во таа борба која што ја има. Значи промената кај сите кои што живеат со тоа дете, родители, прародители, пошироко семејство ако е, би требало сите да пробаат да помогнат и сите да го сменат стилот на живење во насока, доколку треба и да се жртвуваат тие, не да го жртвуваат своето здравје, нормално, меѓутоа да се жртвуваат од некои работи кои што можеби не се потребни да се консумираат, некои ситни задоволства, а меѓутоа најдобро е нив да ги нема дома. Мислам, тој тип на концентрирани шеќери, концентрирани грицки со сол и така натаму, воопшто да ги нема, за да може детето едноставно да не се чувствува само и да може заедно со поддршка, затоа што поддршката од семејството во справувањето со оваа болест е клучна. Доколку ја нема, успех воопшто не очекуваме. Така мора да се тргне од некаде уште од најранна возраст, за да не ги санираме после последиците. Ги спомнавме, ќе проговориме и кон крајот на емисијата, ме интересира околу физичката активност. Дали рековте дека не преминале вишок од килограми кај машката популација во дебелина? Дали може би тоа е резултати на некое ниво на подобра физичка активност кај машката популација? Конкретно и каква улога физичката активност има во целиот овој процес и во сите овие бројки и статистики? Нема убедливи научни докази дека одржувањето на или намалувањето на телесната тежина може да биде плод само на физичка активност. Физичката активност е многу важна за здравието. Значи, форсирањето и поттикнувањето и на децата, и на возрастните, на физичка активност, која што ја викаме физичка активност која што промовира здравје, и за која што имаме гранични вредности за децата, таа е 60 минути умерена до силна физичка активност секој ден, а за возрастните 30, најмалку 30 минути, најмалку 5 дена во неделата. Се над тоа е дополнителна корист. Меѓутоа ова е еден минимум за кој што може да речеме ќе има позитивни последици по здравието. Значи физичката активност во однос на одржувањето на здравието е одлична за да се практикува, меѓутоа само физичка активност нема да направи промена во доколку целосно животниот стил не се промени, нема да направи промена во во антропометриските карактеристики на нутритивниот статус. Така што и во однос на физичката активност ние 2024, значи лани, учествувавме во еден колаборативен труд кој што излезе во Lancet Global Health, значи едно значајно, еминентно списание во областа на медицина. Во кој што Македонија проценките покажаа дека се однесуваше на возрастно население над 18 години, процентите покажаа дека 22% од машкото и тури 31% од женското население ги нема овие минимум стандарди на физичка активност која што промовира здравје во државата. И проценувавме воднош дали ќе се достигнат целите за одржив развој до 2030 година. За Македонија, ако ја видите листата на земји, за Македонија пишува off track, значи нема шанси да се достигнат препораките кои што се дефинирани од Обединетите нации, со висока веројатност. Не со ниска, туку скоро сигурно нема да се достигне, освен ако нашето население не почне од утре
Сите да спортуваат. 90% од населението да вежбаат, бидат на да пешачат. во таа вредност која што се препорачани за физичка активност. Доволно физичка активност. Дали имаат децата на училишна возраст според вас и според оние стандарди или треба уште повеќе или само на училиште не се доволни тие часови по физичко, чинам се зголемија последните 2-3 години на 3 или 4 часа. Децата имаат 3 часа по 40 минути. Меѓутоа дома се со телефоните во раце, пред компјутерите, значи во неактивна положба и слично. Податоците за физичка активност ни се ажурирани, меѓутоа во научната фела има една сериозна дискусија за тоа дали се тие доволно силни како доказ за да може да ги потврдиме дека е таква ситуацијата. Тешко е само од интервју или само од еднодневно или дводневно, тродневно мерење да видиме дали е физичката активност на ниво. Потребни се многу покомплексни мерења. Треба испитаниците да носат акцелерометри, ги викаме тие, да ги вадат кога спијат и така натаму. Комплицирани се тие мерења, за да можеме да потврдиме дека е или не е на ниво. Децата на училишна возраст, она што знаеме дека се 3 часа неделно по 40 минути, и она што беше промена во нашиот едукативен систем е таа тандем настава по физичко воспитување. Децата од пониските, мислам дека од 2 до 5 одделение, освен наставникот кој што ги води децата, има и наставник со завршен факултет за физичко образование, кој што му помага на наставникот како да ги дизајнира. Правилно. Правилно, затоа што, како велат тие што повеќе се занимаваат со оваа работа, подобро е да направиш 2 повторувања на една вежба правилно, отколку 200 неправилно. Од ова може да имаш само штета, а од 2 правилни може да имаш и корист. Така што тоа се промените, податоците наши велат дека не се загрозени децата во однос на физичката активност, дека ја имаат на ниво кое што треба, она што недостасува се воншколски активности кои што не се плаќаат. Еве има најава дека ќе бидат воншколски активности каде што децата ќе може да бидат физички активни, меѓутоа не да плаќаат за тоа. Тоа довело во земјите кои што тоа го примениле, пред се реферирам на скандинавските земји, затоа што тие се единствени кои што физичката активност и на рецепт може да ја препишат и фондот да рефундира средства затоа што вие ќе искористите некоја трака на која што ќе одите или некое средство кое што ќе ви помогне за физичка активност, само за физичка активност, и фондот да ви рефундира средства за тоа. Значи, до таму е физичката активност како терапевтска мерка проектирана, која што може да го подобри здравјето на населението, и другата опција е, пак ќе речам, за да не плаќаат децата, тоа да некако да биде во рамките на училиштата на продолжената настава која се најавува. Продолжена настава или определени ваучери кои што ќе можат во објекти за физичко, во сали, во најблиски спортски објекти да ги искористат. Скандинавците се шампиони и многу добри во повеќе спортови. И не само тоа, и нивниот начин на исхрана е веќе многу подобрен отколку живеат во свет кој што нема толку. Да се пресликаме постојано скандинавците и кога сме разговарали изминатите години, што недостига кај нас, од каде да се тргне да се направи промената генерално системски од државно ниво за да немаме 1/3 деца со вишок килограми или со дебелина. Видете, ние кога за ова зборуваме, знаеме дека решенијата не се лесни. Да, тоа е долготраен процес. Решенијата се долготрајни и храбрите решенија, како да речем, протресуваат повеќе сектори во општеството. Тоа е секторот на производство на храна, секторот на одгледување на храна, на продажба, на потрошувачка од страна на сите сме потрошувачи, на крај сите плаќаме за тоа што светските трендови веќе го зголемуваат урбаните градини, значи одгледување на храна и во градовите, се изнајмуваат простори органска храна. Значи има повеќе рекламирањето на храна, фискалните политики поврзани со исхраната, зголемување, намалување, оптоварување на нездравата храна или ослободување на онаа која што условно викаме дека е здрава. Даночни политики, се тоа, значи, за да се направи промена, треба пред се да речам волја и храброст тоа да се истурка до крај, затоа што никаде тоа не одело лесно, никаде тоа не одело
така, без коментар, и никаде тоа мора да се има предвид. Интервенциите во јавното здравје не даваат утре нема да го видите резултатот. Тоа не е клиничка медицина од типот на, не знам, апликативните гранки во кои што денеска ќе појдете и утре тоа ќе ви го отстранат и веќе немате проблем. Тоа во јавното здравје го нема, затоа и оние кои што носат одлуки не многу често се размислуваат дали да донесат таа одлука која што во почеток може да биде непопуларна, меѓутоа за здравието на населението ќе биде позитивно. 15 на години веќе говориме, професоре, редно време ли е да се тргне, да се почнат на некој начин да се имплементираат оние Јас мислам дека е сега време. Кои ги има. Мислам дека е време за да не биде тоцна. Затоа што веќе тоа ќе стане тренд. 15 можеби земји во Европа имаат определени даночни политики поврзани со исхраната. Унгарија има сеопфатна политика, Велика Британија има само на засладени пијалаци, не знам. Некои имаат на други состојки. Значи, тоа веќе ќе стане секојдневие. Едноставно, човештвото не може да си дозволи своето здравје да го остави само на нашата волја, затоа што ова потрошувачко општество, нашата волја е најслаба талка. Така. Доколку системот целиот се смени, тогаш и нашата волја ќе се смени. Нели, Скопје до пред 15 години немаше пешачки патеки или патеки за трчање покрај Вардар. Велосипедски, да. Се уште нема доволно, ама има направено, да. Од кога се тие тука, и не само во Скопје, и во другите градови, физичката активност е сигурно зголемена. Затоа што луѓето ќе го искористат тоа што го имаат на располагање. Убав уреден ќе се симнат, ќе пропешачат покрај Вардар или во парк. Тоа е јавноздравствена мерка која што на луѓето без финансиско оптоварување им дава можност за практикување на физичка активност или други здрави навики во животот. На крајот на краиштата сите имаме одговорност на нашето здравје. Тоа можеме или не да го правиме. Меѓутоа, одговорност е на државата во која што живееме тоа да ни го возможи. Дополнителен момент е, како што рековте, крајно време е плюс и астрономските цени, па да го смениме начинот на поздрав на живот, значи во сето ова што се случува и инфлацијата и енормно високите покачувања на Еве и тоа може да го видиме како некаква мотивација за да смениме нешто. А индивидуално како да променат еве родителите конкретно кај нивното дете, затоа што да, убаво рековте да се тргнат сите тие заедно да се вклучиме, меѓутоа и оној психичкиот момент предпоставувам за жал тој треба одговор да се промени. Нема општо одговор на тоа прашање. Тоа се решава случај по случај. Препораките се прво да спомнавме нешто за стигматизацијата и децата се свесни во какво општество живеат. Во општество во кое што социјалните медиуми форсираат идеални тела, лажна реалност. Лажна реалност. Например, една од препораките кај во ординациите каде што се лекува или не само да се лекува, тоа се сите ординации кај што доаѓаат луѓе кои што имаат проблем со дебелината или се следат, е да нема книги или журнали во кои што има тела кои што се идеални, за да може во време дека чекаат да се занимаваат со тоа. Ако не се занимаваат тоа, ќе се занимаваат со телефонот, кај што исто таму тоа се промовира. Така што не е лесно да се справат луѓето со таа ситуација. Волјата е број 1. Волјата е најголемиот наш пријател и непријател и обстојувањето кон целта која што сме си ја поставиле на индивидуално ниво вело. Тогаш треба да ги искористиме сите можности кои што ни се дадени во нашата околина, а да пробаме да се воздржиме од доколку само храната е велам проблем, доколку нема друго органско заболување. Ако го решаваме органското заболување, тогаш ова доаѓа на второ место. Прво се става фокус на попримарното и поприоритетното болест. Меѓутоа на индивидуално ниво пак ќе речем нашата волја ни е најголем пријател или непријател, а кога се деца во прашање, тоа е волјата на нивното семејство. На целата средина, убаво рековте, сите да се променат за во интерес на детето. Ви благодарам за одвоеното време за советите и искуството, ми беше задоволство и ве очекувам повторно да бидете дел од добриот доктор. Благодарам за поканата во секое време.
Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да видите повторно со нас и во понеделник. А ќе говориме за уште еден тренд кај младите, односно селфи предизвикот и како тоа влијае врз здравието, односно какви последици, па дури и смрт може да предизвика кај најмладите. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!